Можна е лидерска средба за државната изборна комисија, но и предвремени избори доколку гарантираат успешен референдум, најави денеска премиерот Зоран Заев. Премиерот очекува до крајот на неделава да се заокружи процесот околу датумот, прашањето и карактерот на референдумот за името. Како што рече Заев, продолжуваат разговорите околу законот за финансирање на политичките партии и изборот на ДИК, делот околу техничката влада, пржинскиот процес. Премиерот смета дека заслужува внимание барањето на опозицијската ВМРО-ДПМН за предвремени парламентарни избори пред да се разговара за членството во НАТО и ЕУ, ако како што вели, тоа го гарантира успешниот референдумски процес. Не исклучува свикување лидерска средба во случај работните групи на парламентарните партии до крајот на неделава да не постигнат договор. Од друга страна, експертите и аналитичарите согласни дека Македонија се наоѓа во еден чувствителен политички период во кој, како што велат, го фаќаме последниот воз за членство во НАТО и Европската унија. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски за 1 ТВ вели дека роковите за спроведување на договорот со Грција и референдумот се куси, а лидерите на политичките партии треба што побрзо да седнат и да се договорат за новиот состав на ДИК. На иста линија со Арсовски е и поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. И двајцата не ја исклучуваат можноста дека опозицијата има тенденција да го блокира изборот на нов состав на ДИК, а со тоа и одржувањето на референдумот. Не е исклучено дека ВМРО-ДПМН ќе ги блокира сите процеси во овој период. Меѓутоа прашање на чива сметка? Дали на крајот ВМРО-ДПМН тоа ќе излезе како победник или не? Мислам дека тие треба да размислат дека е ова некаков процес кој тие не може да го спречат или саботираат. Тој е поголем и посилен од нив. Тие му само контролираат дали од овој процес излезат како победници или како губитници. Блокирањето на Државната изборна комисија, евентуалното блокирање воопшто на референдумот, односно блокирање на можноста да се изброиме кој е за, кој е против. Секако ќе оди на сметка на контото на негативната сметка ќе оди на контото на ВМРО-ДПМН. По мене не е спорен за нив составот, не е спорно дека Државната изборна комисија треба да се избере, дека предстои референдум, едно многу сериозна активност на Државната изборна комисија со неусогласени закони. Сметам дека се работи за обструкција на изборот на ДИК. Во однос на шансите за успех на референдумот и концептот на прашањето, аналитичарите сметаат дека тоа е комплицирана математика и потребна е голема внимателност со референдумското прашање, бидејќи станува збор за процес со кој ќе следат и уставни измени, вели Новаковски. Прашањето може да е позитивно, но прашањето не смее да содржи некои наводувачки насоки, не смее да има било какво влијание неко отворено, не смее да содржи одговор во прашањето. Второ, тоа се насоки на Венецијанската комисија за демократските држави. Второ, прашањето треба да е добро објаснето, значи одлуката на собранието и не само прашањето, одговорот треба да е јасен, да или не. Но објаснувањето кое треба да биде донесено со референдумското прашање треба да е посеопфатно и тоа точно да кажува како, што е договорено и како е договорено и што се насоките за да се одржи референдум. Така поставениот референдумски закон прави оние кои не излегуваат на референдумот, всушност да се книжат како да излегле да гласале против. Што всушност не е вистински одраз на волјата на граѓаните. И така, вие ако имате 200.000 граѓани кои евентуално се против договорот и 600 или 700.000 граѓани кои се за договорот, овие 200, ако останат дома, може да го бутнат референдумот иако се малцинство. Тоа е една неприродна ситуација, затоа мислам дека единствен начин референдумот да биде реален израз на волјата на граѓаните да биде консултативен, значи да цензусот да не важи. Така, двете страни во референдумот имаат најфер шанса да ги изнесат своите гласачи, да ги агитираат, да ги изнесат своите гласачи на гласање. Тие што се повеќе треба да победат, но мора однапред партиите да се договорат дека исходот на референдумот ќе биде задолжителен. И Арсовски и Новаковски се децидни дека мора да има што повисока излезност на денот на одржување на референдумот, без разлика каков ќе биде резултатот. Цензусот е од особено значење во овој процес, но политичките партии мора однапред да се обврзат дека ќе ја почитуваат волјата на мнозинството, додава Арсовски.